Благодарам, председателка. Моето процедурално се однесува на вас како председателка на Комисијата за избори и именувања. Ова е 7-мо продолжение од седница која што е започната пред повеќе од 13 месеци. По точката за избор на уставни судии, која што е точка број 1 на оваа 13-та седница, може би е петто продолжение по оваа точка говорам, и навистина не знам која ви е целта, кога претходно имаше еден договор, но секако договор со коалицијата на власт никогаш не е испочитуван, дека вчерашниот ден ќе биде последен работен поднос на тоа пред да се испратат пратениците на одмор. Може би така ни најавивте за да не десеткувате, бидејќи знаете дека за оваа точка сме пријавени од страна на опозицијата вкупно 35 пратеници, од кои што 8 го искористија своето право на збор, значи остануваат уште 27, па може би сметавте дека денес некој од пријавените за збор ќе бидат отсатни, па на тој начин ќе намалите дискусијата по однос на избор на уставни судии. Инаку камерите можат да покажат колкав е интересот за оваа сериозна институција и за изборот на незините испразнети места. Јас би сакала само да ја подсетам председателката на оваа комисија, која што е одскоро поставена за председателка, дека има незини колеги кои како председатели на комисии многу добро заглавија во водењето на нивните комисии. Дел од нив си заслужи од наша страна и барање за нивна интерпелација, и навистина не знам која ви е целта, дали сакате да докажете пред македонската јавност дека сте заинтересирани за избор на овие уставни суди, или сакате да докажете дека од страна на опозицијата нема интерес по однос на оваа точка. Целта не знам која ви е, може би ќе кажете, може би не, но сакам еден апел да упатам еве пред македонската јавност дека апсолутно не сте заинтересирани не само за избор на уставни судии, туку воопшто за сериозна работа во ова собрание. Не можете да се соберете за еден кворум не само на комисија, туку и на седница, и сега овде глумите некаква сериозност и закажувате сериозни седници во време кога на дел од пратениците веќе сте им кажали дека можат да заминат. Крајно несериозно. Она што сте го договориле за избор на уставни судии не може да ви помине, бидејќи навистина не се држите до зборот. Денес еве колку и да сакате да ја држите оваа комисија, че има пратеници на ВМРО ДПМН кои што ќе дискутираат, кои што се пријавени за трета поред, мислам дека или четврта, Тања Васич, а неа сме пријавени 35. Да, ќе продолжиме да дискутираме, но начинот на кој што се однесувате, а велите дека ја почитувате опозицијата, нималку тоа не го докажува, бидејќи на ваков начин само го докажувате и потврдувате спротивното, а тоа е дека не стоите на кажаниот збори на договорените или на договореното. И еве денес да видиме како ќе ви помине овој работен ден на кој што имате свикано 7-мо продолжение на 13-та седница на Комисија за избори и именувања и 2 пленарни седници кои што исто така се резултат на тоа што сте условувани како мнозинство, уценувани да работите по однос на одредени точки, доколку за нив нема дискусија, сигурно дека и мнозинството ви е во прашање, но би сакала еден апел и до вашите помали коалициони партнери да отворат очи и да видат дали се во ова не е само глума, односно покажување на некој си обид дека еве ние стоиме на вашите барања, но нема услови вашите барања да се реализираат. Крајно сте очаени, навистина немам што да додадам. Мислам дека оваа ваша несериозно никаде не води, ќе дојде ден кога самите ќе треба да се откажете од тоа што велите дека сте спремни да го водите до 2024 година. Апсолутно не сте подготвени и немам намера, може би некој очекуваше овде да барам пауза, нема да барам пауза, ви одамна сте ставени на пауза или уште од вашиот старт на владење веќе 6-та година како сте ставени на пауза, но за жал државава не само што не е ставена на пауза, туку државава ни пропаѓа. Единствено што не е на пауза кај вас е тоа што договарате
тендери во 4 очи, зголемувате долгови на државава и ја носите во еден апсолутен колапс и пропаст. Еве да продолжиме да дискутираме по однос на предлог кандидатот за уставна судика, тоа е компрометирачката личност Тања Васич, па да видиме дали денешниот ден ќе го проквалификувате како успешно завршен или само да си ја исперете совеста пред оние на кои што тоа сте им го ветили и да им кажете дека еве се обидовме и денес нешто да сработиме, но опозицијата е виновна. Буквално опозицијата денес да не е присутна во ова собрание, не ќе може да се одржи ниту една комисија, ниту пак пленарна седница. Засрамете се од сето ова што го правите и бидете барем пред себе искрени дека на ваков начин не може да се функционира во собрание за кое што велите дека имате стабилно и цврсто мнозинство. Благодарам.